od moj jagol. Mislim, znači postojam. Во што време живееме? Секој ден нови случувања, нови измени, промени, ново време на невреме и се така во кругот на живеачката. Едно доаѓа и проаѓа, друго се раѓа и се така оди горе па доле се криви и на страна. Ние како единки се обидуваме да се охрабриме, да држиме рамнотежа, да стасаме некаде каде тоа и да е. И така, пуштаме колку можеме, помагаме и си одмагаме и се почесто се вивнува познатото. Не може човек да се фотокопира и да биде на 2 и 3 места истовремено. Треба и другите да се вклучат во реалноста, но тие како да се иштекани од системот. До кога и како е тоа можно? Што се случува? Каде се оди и што се мисли? Како се движи и дали паметно се постапува? Така полека се открива. Само интересот е постојан и е на врвот на приоритетите, а потоа доаѓа се останато. Работа, секојдневни обврски, љубов, монотонија на живење, повторување на веќе сторено и кажано и пак се од почеток, па некаде до крајот што се надгледува и брзо пристига со годините и зрелоста. Се доаѓа на работа, се твори, има нервози, но се допринесува во рамките на посакуваното, на можното и постоечкото. Часовите минуваат, стресот воскреснува, се среќаваат вакви и онакви вработени, се комуницира, се информира, се реди дел по дел од мозаикот и се соочува со многу недорешени и неприфатливи решенија, кои не се во лична надлежност, но просто допираат. Онака, тивко, чувствително, каде што најмногу боли и ништо не можеш, а посакуваш. И така тоа за миг поминува, па пак се враќа во мозочните келии и попатно застанува во мислите до нешто следно во редот на деновите што се нижат и бегаат еден по еден, во бескрајот на вечноста и годината што пребрзо се брои. Се тргнува со позитивна мисла, со мисија, со цел што е остварлива и блиска, достижна, едноставна на прв поглед и стоп. Се наидува над зид, висок и непремостив, низ кој гласот на остварливото не се слуша, не допира и се одбива во ходникот на лавиринтите што постојано се појавуваат и обкружуваат. Еднаш, 2 пати, трет пат и се стига до заморот, но не се откажува, само се одложува да се собере нова сила и пак се отвора влезот во кругот наречен просто живот. Се стига на работа, се соочува со гласот на секретарката дека починал колега од таму или онаму и пак радиото работи по теркот на животот, со составување на биографија, работно искуство и крај на животниот век на некого. Информација и пренесување на слушателската публика во реалноста на нашето постоење и творење поврзано со едно сознание, дека ништо не е трајно, дека се завршува еден ден, суден ден, кога останува само делото и споменот на некого и за некого. Добар беше, ваков, онаков и крај на представата. Завесата е спуштена за секогаш како еден нормален дел од секојдневието, од богатата или средната живеачка. Станува тогаш јасно и се сваќа дека некои работи, стресови, кавги биле залудни за едно време, зашто, како и се друго, како и секој воз што има своја станица, така и човекот ја има последната станица, која не знае каде и кога ќе се појави и ќе го одведе до вечноста од каде враќање нема. Нема повеќе работна атмосфера и домашни муабети.
Ги нема тие што до вчера биле со вас околу вас, независно дали сте правеле муабет или не. Доволно да се насолзат очите, да се почувствува болка во душата, вознемиреност и нечујна тага. Останува само сеќавање и спомен. Да не се потцени, но судбината секога си доаѓа по своето, утре или после некој месец, година, и не е најбитното нешто. Но важно е да се доживее ново утро, да се живее секој даден миг со убава мисла, со позитивен однос, со почит кон себе и другите и со многу љубов таму каде што малку ја има или едноставно згаснала и не достига. Тогаш се е поедноставно и поблиску до душата, до смиреноста и спокојството кое се поседува, но треба постојано да се открива и пред се да се практикува постојано. Треба да се живее сегашноста на мигот која не се враќа и не се повторува, а честопати се заборава од сите случувања на дневна основа, бизнис, пари, кариера, невозвратена љубов, мечта. Треба да се сака и да се биде сакан, да се најде време за блиските и секако за себе и внатрешното јас. Во оваа смисла да се живее секој ден како да е последен, зашто еден на вистина тоа и ќе биде. Богатството, бизнисот, кариерата и се друго тога се веќе небитни и залудно остварени, независно дали по прави или кривудави патишта и патеки. Време за размисла и освестување. Села ви, почитувани.